Во Македонија со воз може да се патува само кон 4 града. Возови на дневно ниво, но со редуциран транспорт патуваат кон Велес, кон Битола, само еднодневно и кон Гевгелија, а годинава од Скопје тргне и возот за Куманово. Планот е наскоро да оди и до Белјаковце. Возовите кон Кичево и Кочани одамна не возат. Но од Скопје до Велес се патува 2 часа поради реконструкција на пругата, а до Битола патувањето со воз е над 5 и 6 часа. Има ограничување на брзината на возовите. Во некои делови смеат да возат до 20 км на час. Но уште позагрижувачки е што по пруга не може да се излезе надвор од земјава. Немаме ниту една меѓународна железничка линија. Возовите кои одеа до Белград и Солун одамна се укинати. Фактичката состојба е дека железничкиот транспорт во Македонија сега е поочаен од пред 3 децении од независноста на земјава. И тие малку возови што се сообраќаат доцнат со часови, возат со 20 км на час поради неодржувани и небезбедни пруги. Возниот парк е запуштен, железничките станици се пред распаѓање. Двете предпријатија на македонски железници се едни од најголемите загубари во земјава. Податоците на Министерството за финансии покажуваат дека заклучно со март годинава Македонски железници транспорт должи 74,5 милиони евра, а Македонски железници инфраструктура речиси 59 милиони евра. Заедно должат над 133 милиони евра. И она што е најзагрижувачки, долговите растат наместо да се намалуваат. Па така споредено со првиот квартал минатата година, долгот на транспорт е зголемен за 8,7 милиони евра, а на инфраструктура за 17,9 милиони евра. Она пак што го покажуваат финансиските извештаи на инфраструктура е дека во првите 3 месеца од годинава состојбата не била сјајна, прокнижиле загуба од над 2,2 милиони евра. Биле реализирани 191,68 милијади возни километри во патничкиот сообраќај, што е зголемување од над 65% во однос на истиот период лани. Тоа поради воведувањето на патничката линија на релација Скопје-Куманово-Скопје. Намалување од 8,6% има во товарниот транспорт. Извозени биле нешто над 69.000 километри. Намалувањето било поради хаваријата во Грција, поради што е дадено транспортно ограничување за сите товарни возови. Паѓал и бројот на вработени во инфраструктура од 773 лани на 693. Податоците на Државниот завод за статистика постојано покажуваат надолен тренд на бројот на патници во возовите. Па така, ако во едно тримесечје од 2011 со воз се возеле по 355.000 патници, во последното тримесечје од 2024 година имало 69.000 патници. Или пак, ако во 2000 година сме имале превезени 1.862.000 патници, последниот податок на статистичкиот годишник покажува дека во 2023 биле превезени само 280.000 патници. Па така, ако во 2000 година биле превезени над 3,2 милиони стока, во 2023 превезената стока е само 817.000 тони. Македонија практично речиси да нема изградена железничка пруга во последните 100 години. Возниот парк е од 70 и 80 години од минатиот век, освен кинеските возови набавени 2015 до 2017 година, кои поради неодржување често се расипуваат. И покрај заложбите на сите влади досега за значењето на железничките коридори 8 и 10, работите се уште се речиси само на хартија. Коридорот 8 треба да ги поврзе италијанското пристаниште Бари и албанското Драч со Скопје, Софија и Црното море. Коридорот 10 ги поврзува Австрија, Словенија, Хрватска, Србија, Македонија и Грција. Пругата кон Бугарија е заглавена во политиката и тунелот за кој нема заеднички договор на двете страни. Се пушти во употреба само првиот дел Куманово-Белјаковце, а решението што ќе биде понатаму нема. Цената на чинење постојано расте. Проектите се почнати од 1996 година и не се завршени. Земјава платила 4,6 милиони евра пенали за неискористени грантови и кредити, а вредноста на проектот е зголемена за 200 милиони евра, утврдија ревизорите. Поврзување со Албанија нема. Со кредит пак од 2 милиарди евра од Обединетото кралство ќе се гради брза пруга од Табановце до Гевгелија,